Организацијата за наука и култура на Обединетите нации во 1999 година 21 февруари го прогласи за светски ден на мајчиниот јазик, а во 2000 година тој е промовиран за ден на лингвистичка и културна разновидност на мултилингвизмот. Познавачите на македонскиот јазик сметаат дека тој изобилува со голем број на зборови, кои од друга страна треба што повеќе да се употребуваат во секојдневната комуникација. Читањето на книги помага во збогатувањето на фондот на зборови со кои располага секој човек. Професорите и по македонски и по албански сметаат дека јазикот е значаен дел од целокупното културно наследство на еден народ. Јазикот е значаен дел од целокупното културно наследство на еден народ. Тој е компонента која го детерминира потеклото на народот, неговото минато и конечно неговиот идентитет. Народот кој не успел да се го зачува својот јазик, многу тешко успева да се идентификува на меѓународно ниво како посебен народ со своја историја, традиција, култура, поразлична од другите. Улогата на образованието во познавањето на мајчиниот јазик е многу значајна и ние како образовна институција водиме сметка за континуирано негување и правилна употреба на мајчиниот јазик. Во светот денеска се зборуваат околу 6500 јазици, на половината од нив им се заканува исчезнување. Околу 200 земји се пред предизвик да ги зачуваат малите јазици и да се погрижат тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Македонските лингвисти и преродбеници низ векови работат на зачувување на македонскиот литературен јазик.